студиото ни пристигне Климентина Добровска и Дамјан Николовски, а со нив зборуваме за следново. На телефонската линија намигаше за деца и млади Ало Бушовко. Лани за само 2 месеци се јавиле 10 деца кои имале суицидни мисли. Потребна е велат поголема поддршка од институциите за негување на детското ментално здравје, а сите треба заедно да учествуваме во детабуизирање на темата. На оваа тема, како и за прирачникот за улогата на родителите во превенција и справување со меѓуврсничкото насилство, разговараме со моите гости. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и нас. Многу теми за кои што сакам да продискутираме. Ајде ќе започнам со последните податоци од Ало Бушовко, дел од нив загрижувачки, па сакам да ги продискутираме. Што вели бројот на повици? Имаме ли зголемување во однос на изминативе години и зашто најмногу се јавувала? Последните неколку години имаме во континуитет зголемување на бројот на дојави на Ало Бушовко, телефонот за деца и млади. За 2023 година ние пред неколку дена го издадовме годишниот извештај за 2023 година, каде што вкупниот број на дојави е 307, од кои што се опфатени 379 деца. Нели, секако во рамки на самиот извештај имаме статистика во однос на тоа колку се машки и женски. Најголемиот дел од нив живеат во урбана средина. Имаше околу 117 момчиња, 107 девојчиња и околу 155 деца имаме со непознат пол. Генерално возраст на која што се движат е од 13 до 15 години, тоа значи дека некаде во тинеџерските години имаме најмногу јавувања. Понатаму следи бројката од 7 до 9 години и од 10 до 12 години. Во однос на проблематиката, зашто имало најмногу повици? За 2023 година, иако можам да споделам дека истата ситуација беше и во 2022 година, најмногу проблеми имаше за категоријата ментално здравје, односно емоционална вознемиреност, страв и вознемиреност, проблеми со расположението кај децата. И тоа е еден микс од оние, би рекла, следни подкатегории кои што се најзастапени, како што се повредата, категорија повреда, односно тоа се сите видови на физичко, емоционално насилство, злоупотреба на детскиот труд, занемарување од страна на родителите. Како трета најзачестена категорија со некаде околу 22% од вкупниот број на деца се нарушените семејни односи, односно дисфункционалност во семејството. Тука се подразбира дека имаме проблеми со при бракоразводните постапки. Најчесто децата се отуѓуваат и повторно на тема кај кого да остане детето и кој е поважен родител. Или што би сакале ние да кажеме кое детето каде да остане, кој го сака повеќе, мама или тато, што е на вистина спротивно на добросостојбата на децата. Ништо не научивме дека тие треба да бидат во фокусот, веројатно, нели? Да. Ги споминавте децата и дека има зголемен број на пријави од деца. Дали тоа значи дека конечно децата ги учат своите права и бараат заштита на истите? Па јас би рекла да, бидејќи ние од 2021 година Ало Бушовко функционира 24 часа 7 дена во неделата. Мислам дека тоа е една од причините зашто имаме зголемен број на најавувачи од деца. Мислам, ние во континуитет имаме и од поширокото и потесното семејство, но јутоа она што не радува изминативе од 2021 година е бројот на деца деца јавувачи ни се зголемува. Но исто така морам да напоменам дека е во рамки на активностите или ние што би сакале да кажеме позитивната страна од Ало Бушовко, имаме голем број на волонтери кои што ни помагаат во спроведување на едукативни работилници во основни и средни училишта низ цела Македонија, така што ние дискутираме со самите деца во однос на тоа детски права, кои се нивните обврски, потоа како би можеле да го пријават и секако го промовираме и Ало Бушовко. Би сакала малку да продискутираме и за тоа каков е концептот на работа на Ало Бушовко, бидејќи во овој извештај прочитав дека покрај телефонско пријавување обезбедила била директна помош и поддршка на случаи во кои се засегнати 66 деца. Што значи да сработувате и со други институции и каква е комуникацијата со нив, ако е така? Секако, ние како детска амбасада, како невладина организација, немаме надлежности да излеземе на терен, па затоа имаме тесна комуникација со сите институции кои што работат во областа на заштита на детските права. Конкретно за случајов со 66 деца, тоа значи дека од детската амбасада за 66 деца се излезени одредени представки до надлежните институции, дали се нели за спроведување на закон или за заштита на децата. Исто така дел од другите
ингеренции се и нудење на препораки, упатување до други организации, така да имаме еден микс на соработка. Од целата статистика и извештај кој што го прочитав изминативе денови, и следното прашање ми е поврзано со она што мене најмногу ми исплаши генерално. Зголемен број на дојави за самоубиствени мисли и самоубиство кај деца, вкупно 10 за 2023 од септември до октомври. Што кажува оваа статистика за нашите деца? Ова е загрижувачки факт, затоа што 10 дојави за 2 месеци и тоа со почетокот на учебната година септември и октомври е навистина значителна бројка. Ние исто така како Меѓаш и како детска амбасада бевме загрижени за овој факт, па затоа се обидовме да направиме, бидејќи направивме едно истражување. Во Македонија нема ниту еден прирачник, ниту пак отворена SOS линија или било каков медиум, прирачник или документ кој што ќе помогне и на самите наши волонтери, оператори кои што работат позади телефонот. Замислете да ви се јави од другата страна на слушалката дете кој што сака да се самоубие и вие тука треба да направите разговор кој што ќе го сослушате, ќе биде поддржан и така натаму. Така што ние се обидовме со комората на психолози да стапиме во комуникација, па се надеваме дека еве во теков на оваа година и институциите, но и ние како невладена организација стоиме на располагање за било каква поддршка, да направиме некаков водич или прирачник кој што ќе ни биде од помош на сите. Дамјан, во контекст на претходната информација и дојавите на деца со суицидни мисли, колку во позадина поттикнати се од, да речеме, меѓуврсничкото насилство, не само односите во семејството, и колку ова меѓуврсничко насилство, да речеме, беше причина за да го направите прирачникот за улогата на родителите во превенција за справување со истото? Па да, видете вака, сепак некој збориме за самоубиствени мисли, обиди за самоубиство или воопшто самиот до на самоубиство, сепак тоа представува само последица на многу низа фактори, каде што сепак еве ние кога збориме за причините и Меѓаши како партнер организација во делот на промоција на безбедна училишна средина, каде што фокусот ни е баш превенцијата, од тоа да се развива средината, да има определени фактори што влијаат негативно во самите ученици, одлучивме да направиме еден прирачник, каде што акцентот не го гледаме на самите родители, но сепак кога го погледнете самиот прирачник, неговата содржина е поделен во два концепти, односно два сегменти. Првото е како да се вклучи родителот, кои се начините и формите, но сепак другиот дел, каде што фокусот е ставен кон позитивното родителство, тоа представува еден пристап, еден начин, предсевредносен пристап, каде што се однесува на еден триаден однос, на еден триаголник, односно училиштето, родителот и детето. Поточно овој прирачник е баш наменен кон сите овие три таргет групи, сите овие три целни групи во нивно зајакнување, односно градење на еден пристап, еден унифициран или пак ќе кажам вредносен пристап, каде што самиот сите тие може да влијаат во градење на безбедна училишна средина. За ова зборуваме години наназад. Колку е важно семејството, колку е важен образовниот процес, односно наставниците, па и педагогот и психологот во училиштето, колку е важен односот со соучениците и немаме никакви позитивни придвижувања, баш напротив ни пристигнуваат се полоши статистики. Зошто мислите дека прирачникот ќе направи промена? Па нашето искрено верување, односно ние што Меѓаш го работи со години, е тоа да има една софрност во својата работа, потоа што да може да ги опфати сите засегнати страни, односно сите актери, нели кога например збориме за моментот за училиштето. Тоа значи дека фокусот моментално е ставање баш кон превенција, односно кон зајакнување на сите овие засегнати страни, родителите, учениците, како и самите стручни служби во училиштето и наставниците, да се фокусираат и да претендираат тоа дека средината каде што, ајде да кажеме, ќе овозможи да се спречи да се развиваат одредени етикети, нели, обележја, каде што според нас кога веќе се развиваат тие обележја како насилник, жртва, небезбедна средина, можеби дури веќе е природна. Така да баш прирачникот е насочен кон тој вредносен пристап, нели, да се препознаат потребите, да се препознаат, нели, кои се врските и правата на секоја засегната страна, за секоја засегнато лице, за да може
нели, сепак да возможиме средина која се гради околу самото дете, околу самиот ученик. Велите амбицијата на овој водич е да придонесеме кон култивирање на училишните средини каде секој дете ќе се чувствува безбедно, заштитено, охрабрено да се развива до својот максимален потенцијал. Како ќе го сториме тоа? Со какви активности во пракса ќе се применува прирачникот? Во однос на самиот прирачник, поради тоа што тој произлезе сепак од нели проектот промоција на безбедна училишна средина, ние веќе соработуваме со 50 училишта. Извинете, во моментот се 25, од септември ќе бидат уште 25, така се вкупно 50, каде што овој прирачник ќе биде како дел и наменет за обука на сите овие партнерски училишта и нивните слушни служби, каде што ќе им биде нели како пред се во заеднување на нивните знаења, а после како механизам или како инструмент во поддршка на нивната работа. Секако треба да споменеме, бидејќи кога ги зборуваме за родителите, не е целта да кажеме дека тие потфрлаат во својата работа, туку да им помогнеме, затоа што многу често децата кои што се жртва на меѓуврсничко насилство знаат многу добро да го прикријат тоа и никој да не забележи дека тие се жртвите. Како сите ние во системот да си помогнеме за на крајот детето да има бенефит од целата приказна? Убаво прашање. Па видете вака, како што кажав, сепак првично фокусот е кон самото зајакнување, а тоа значи градење на безбедна средина за самото дете, каде што ќе дојде до превенција да се развиваат тие негативни чувства или пак некои негативни влијанија, што нели како Клементина ги спомна кои се последиците од сето тоа. Така да баш на прирачникот е наменет кон тоа, нели да се почне да се вклучат родителите, со тоа се вклучува нели сите средини кои што влијаат во самото дете, да ги на еден начин да ги поврзаме, а нели прирачникот представува мост на сето тоа. Да, бидејќи нели многу често знаеме одговорноста да си ја префрламе едни кај други. Зошто ние наставниците кога суштината е семејството? Па ќе речат родителите, па детето поминува најголем дел од времето на училиште. Можеби наставниците, педагозите се тие кои што треба да го забележат. Префрлањето на топката не помага никому. Апсолутно. Јас би сакала да се надоврзам. Токму и тоа е целта, да даде на, како што кажа и Дамјан, еден мост помеѓу да се направи тесна соработка помеѓу самите родители и стручната служба, затоа што знаеме дека кај нас е многу популизирано тоа дека стручните соработници, односно дека децата одат на психолог и педагог во стручната служба само кога ќе направат нешто. Така што сакаме тоа да го искорениме, односно одењето на кај стручните служби да биде и за било каква потреба и поддршка, разбирање, разговори така натаму, а истото да биде и во рамки на самите родители, така што таа е една соработка која што како што кажавте вие, ке цели кон најдоброто на, нели, најдобриот интерес на детето. Во однос на детабуизирањето, не знам дали во време кога вие растевте тоа се случуваше, во време кога јас растев, одењето на психолог училишен во рамки на училиштето се сметаше за казна. Што си направил па те праќаат на психолог? Апсолутно треба да ја разбиеме таа стигма. Психологот може само да помогне. Апсолутно. Мислам дека не секаде, меѓутоа се уште преовладува во одредени училишта, преовладува токму ова што го кажувате и токму затоа и со овој прирачник би сакале да правиме промени во самиот вредносен систем, баш така. Јас се надевам дека ќе има добра примена во праксата и дека за бенефитите од сево ова ќе зборуваме во периодот кој што следува. Посакувам многу помалку повици, не заради тоа што се срамат да пријават, туку заради тоа што едноставно нема да има потреба. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам.